Колешке, вака, ви реков точен податок во проценти во врска со образованието. Сега ќе ви го кажам во износ на суми. Значи, од минатата година, од планирани 1 милиарда 29 денари, оваа година издвојувате 821 558 милиони денари. Или, процентуално, тоа е над 30%. Во основ на изградба на основни училишта, минатата година проектирани 162 милиони денари, за оваа година 100 милиони денари. Ако мислите дека 100 е повеќе од 162, да се вратиме во прво оделение. Или мислите, или веројатно учите од учебници кои што во моментот не постојат. Знаете дека во моментот учениците немаат учебници? После 3 месеци доаѓа полугодие, немаат учебници. Но и тоа нема да дебатирам. Најдобро за односот на образованието и како функционира даде нашиот доскорашен колега кој што беше заменик министер за образование. Најдобра оценка за образованието даде тој. Вашиот колега, кој што го гласаа членови и гласачи на СДСМ и кој си поднесе оставка од заменик министер за образование затоа што не функционира тоа министерство. И повеќе нема потреба што да зборуваме за образование. Колешке, значи јас зборував за тоа што го знам и ви дадов со факти. Вие требаше да реплицирате на мојот одговор. Не да ми изборувате паушални бројки таму. И кажувате, вие направивте, вие не направивте. Јас сум пратеник прв мандат. Вие сте пратеник прв мандат. Но разликата е тоа што вие сега носите одговорност со гласањето на овие измени во законите, во буџетот. И еве, како гласач кој што ќе го подржи буџетот, како пратеник, ве прашувам. Тоа што го прашав и преска. И упорно ќе прашувам затоа што не давате одговор на тоа прашање. Како планирате да гласате за буџет, кога буџетот во здравството е проектиран со сума, а не се знае на кој начин ќе се трошат парите? Дали ќе имаме приватно јавно партнерство или нема да имаме? Тоа го одговорете. На чија страна ќе бидете? Дали на министерката за финансии или на министерот за здравство? Тоа е тежината на вашата улога сега. Вие сте пратени кои што ќе го поддржите овој буџет. Ќе го поддржите, а не знаете како ќе функционира. А вашите паушални дека ние за 10 години не сме направиле, ви паѓаат во вода. Она што го започна ВМРО, СДСМ сега го продолжува, но не може ни да го одржува она завршеното од ВМРО ДПМНЕ. Ви благодарам.